Добар ден на сите. Ќе почекаме уште малку да се вклучат и останатите, уште некоја минута до 1 и нешто и ќе почнеме.
13 часот и 3 минути. Гледам дека уште се вклучуваат учесници, но јас предлагам да почнеме полека со некој мал технички вовед, таман додека во наредниве 5 минути, додека и сите пријавени ни се вклучат. Добар ден на сите. Благодарам што сте тука денес со нас на оваа специјализирана работилница наменета за сметководители и други финансиски професионалци, која што организираме заедно со Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија и која што ќе се фокусира на улогата на дигитализацијата во секојдневното работење со посебен осврт на практична примена на квалификуваните дигитални сертификати. Пред да преминам на денешната тема, мал вовед околу техничките детали. Вашите микрофони и камери сигурно забележавте дека се по дефолт на оф, со цел непрекинато одвивање на работилницата. Секако преку табот за Q&A во горниот агол можете да поставувате прашања. За крај предвидовме посебна сесија за прашања на кои што ќе се обидеме да одговориме. Во случај да не успееме да ги офатиме сите, истите ќе бидат одговорени на мејл во текот на оваа недела. Работилницата се снима и снимката ќе биде поставена на локацијата која што ќе ни ја посочи Институтот за ваше дополнително прегледување. И исто така на нашиот YouTube канал. На крајот подготвивме една кратка анкета, нема да ви земе повеќе од 2-3 минути, а нас не е од исклучително значење за да можеме да ја унапредиме нашата работа, овие работилници и во некоја наредна прилика обезбедиме уште подобра работилница. Тема на денешната работилница се дигиталните сертификати за електронски потпис и печат, нивната примена, карактеристики, начин на инсталирање и слично. Во светло на тековната голема реформа на воведување на e-фактура, користењето на дигиталните сертификати и електронско потпишување добиваат на значење и затоа сметавме дека е добро да продискутираме на овие теми, да ги обновиме некои од знаењата кои веќе ги имате на оваа тема и да отвориме нови перспективи за понатамошно користење и уште понапредна дигитализација во работењето. За да одговориме на најдобар можен начин, ги замоливме нашите колешки, врвни експерти во оваа област, да ни се придружат денес. Тоа се Катерина Јовановиќ и Сидора Мартиновска, кои се дел од тимот кој дедицирано работи на деловното подрачје доверливи услуги и шеми за електронска идентификација во КИПС. КИПС е специјализирана компанија за услуги од дигитална доверба. Нашите производи и услуги се наменети за брза адаптација во динамичното време на експанзија во дигиталниот свет и лиценциран оператор сме за платен систем, за инстант плаќања, ваш партнер при плаќањата и дигиталната трансформација. Услугите што ги нудиме од областта на дигиталната доверба се во согласност со домашната и европската регулатива и КИПС е запишан во регистарот на даватели на доверливи услуги и шеми за електронска идентификација кој што го води Министерството за дигитална трансформација. Јас нема да должам многу повеќе, темата е исклучително интересна, така што го отстапува местото на мојата колешка Катерина Јовановиќ, која што ќе започне ова работилница. Кога те се исклучувам од шеринг, можеш да се вклучиш ти и Здраво да на почнеме, сите. повели. Фала Маја, фала на представувањето. Здраво на сите. Најнапред пред да ја споделам презентацијата, да ве поздравам сите и да споделам едно емотивно искуство заради тоа што конкретно КИПС со ова деловно подрачје започна да се занимава од 2002 година
Во 2006 година го издадовме првиот квалификуван сертификат, меѓутоа вистинската употребна вредност и масовното користење на квалификуваните сертификати започна баш со ова бизнис фела која што е денеска тука. Од 2012 година со воведување на платформата за пријавување на даноци од страна на Управа за јавни приходи ЕТАКС. Од тој момент навака, користењето на квалификуваните сертификати, нивното запознавање и употреба го доби вистинското светло во процесот на дигитализација. Што значи, активно ние како држава и бизнис секторот, конкретно овој сметководителите и другите финансиски бизнис деловни подрачја се запознаа со квалификуваните сертификати и почнаа да ги користат таму каде што има потреба. Ќе ја споделиме презентацијата и ќе дискутираме. Само да напоменам дека презентацијата е направена токму согласно прашањата кои што ги добивме и интересот искажан од ваша страна. Ќе пробаме да објасниме се што имате потреба од повеќе информации и сакате повеќе да дознаете, ќе ве замолам да ги поставите прашањата или на крајот од презентацијава ќе отвориме дискусија и ќе поразговараме, ќе прочитаме прашања, ќе одговориме прашања и така натака. Се надевам дека ќе ви биде интересно. Значи, квалификуван сертификат за електронски подпис и електронски печат. Најнапред сакам да споделам со вас дека проблемите со кои што се соочувате во секојдневното работење во процесот на дигитализација не се само ваши проблеми и не сте само вие не сте сами, да речам, во ова. Значи, сите сме вклучени, сите ги доживуваме, ги живееме секојдневните проблеми со кои што се соочува овој бизнис сектор, конкретно сметководителите. По најголемиот дел, искуствено, од 2012 година навака, слушаме за проблеми со сертификати, начинот на кој што тие се користат, разбирањето што се сертификатите, поделбата каде завршува нашата обврска како куќа која ги издава квалификуваните сертификати и останатите. И идејата на оваа работилница е да разјасниме што е наша одговорност, што е ваша одговорност, што е одговорноста на засегнатите страни кои побаруваат користење на вакви квалификувани сертификати и да помогнеме ние како даватели на вакви доверливи услуги како сите да си ја олесниме работата денес. Процесот и патот на дигитализација е тежок, секојдневен и не само момент, да видам дали ја споделив презентацијата. Не ја гледаме каде, ако можеш уште еднаш. Само извинете секунда. Така, еве сега мислам дека сме на два компјутери работам и сега ја гледаме, да. Маја, само потврди ми да, таму. Да. Фала многу. Извинете. Значи, да разјасниме како да си ја олесниме работата денес сите. Најнапред ќе започнам со разјаснување на терминологијата и поимот квалификуван сертификат за електронски подпис. Доколку ја отворите нашата веб страна, а и подоцна во презентацијата ќе ја отворам и ќе пробам да испрезентирам и преку веб страната во процесот на добивање на верувам дека сите од вас што сте денеска присутни имате ваков квалификуван сертификат кој што е издаден од КИПС и е наменат за електронско потпишување. И би сакала малце по-детално да го објасниме продуктот, што значи квалификуван сертификат за електронски подпис.
Квалификуваните сертификати за електронски потпис се изедначени со своерачниот потпис. Значи, тие се издаваат исклучиво на физички лица. Разликата помеѓу професионалниот сертификат и сертификатот издаден на физичко лице е што кај нас конкретно нашите бренд имиња се VerbaSign сертификати и тие се квалификувани сертификати за електронски потпис. Од нив имаме обични VerbaSign сертификати и Pro сертификати. И сите овие сертификати се издаваат на физички лица. Носителите на сертификатите е физичко лице. Во самиот профил на сертификатот се содржани податоците за физичко лице, додека во просертификатите има можност покрај податоци за физичко лице да стои податок за компанијата која ја представува тоа физичко лице. Овие типови на сертификати се користат секаде каде што вие како физички лица, представници на одреден бизнис сектор, имате потреба да ги користите за да си завршите некаква работа. Сега, кога зборуваме за квалификуваните сертификати, во ланецот на учесниците во дигитализацијата се има неколку алки кои што го поврзуваат и ја прават дигитализацијата. Тоа значи дека во играта се појавува бизнис секторот или граѓаните и физичките лица, потоа куќи како што е нашата, кои што се регистрирани согласно законот да даваат вакви доверливи услуги, да издаваат квалификувани сертификати за електронски потпис и печат и така наречени засегнати страни, така и законот ги третира, а тоа се засегнати страни институции под капата на e-government, владата, како што е Управа за јавни приходи, Централен регистар, Царинската управа или пак приватниот бизнис сектор, како што се банките, па и во секојдневното деловно работење помеѓу бизнисите во процесот на потпишување на договори. Сите три компоненти овозможуваат да се случи дигитализацијата, да се исклучи хартијата и да се овозможи полесен начин на функционирање. Патот не е едноставен, кога зборуваме за полесен начин на функционирање, достага сведоци сте и вие дека се соочуваме со бројни препреки, меѓутоа, бидејќи сите учествуваме во овој процес, секој од нас придонесува нештото да биде полесно за сите и со текот на времето да ги поедноставуваме процесите и да придонесуваме кон таа дигитализација. Сега, кога ги издаваме квалификуваните сертификати, нашиот процес на издавање на квалификувани сертификати е предвиден согласно законот кој што е усогласен со европската регулатива. Во овој закон јасно се вели дека при издавање на квалификуван сертификат кој што е наменет за електронски потпис, прва работа која што треба издавачот на вакви сертификати да ја направи е да го потврди идентитетот на лицето на кое што се издава сертификат. Затоа и на сите ни е познато дека основата за да се издаде ваков сертификат е да се дојде лично во просториите на КИПС или кај некој од нашите составници, да се потврди идентитетот на лицето на кое што се издава сертификатот, да се проверат податоците кои што ќе бидат дел од сертификатот и врз основа на таа проверка и контрола да се одобри издавањето на овој сертификат. Овој сертификат е заменен за своерачниот потпис во електронскиот свет. Кога електронски комуницираме, дали со институции на владата и треба да завршиме некаква работа, кога електронски функционираме со друг бизнис сектор, ние ги користиме сертификатите да го потврдиме нашиот идентитет, кога ќе го потпишеме документот или кога ќе го потпишеме документот со ваков потпис, да го заштитиме интегритетот на документот, што значи по потпишувањето тој документ и било кој податок во тој документ да не може да биде променет и самиот потпис гарантира неотповикливост, односно еднаш потпишан документ не може потписникот да одрече дека го направил потпишувањето.
Значи, генерално ние го споменуваме тука USB токенот, зошто? Заради тоа што на ваков USB токен се генерираат и се запишуваат квалификувани сертификати. Квалификуваниот сертификат е запишан во USB токенот, а во USB токенот има пин, кој што при секое потпишување и користење на сертификатот со приложување на пинот се прави потпишувањето на документот или се автентицираме на некоја страна ако имаме некаква потреба и така натаму. Кога ќе се направи потпишувањето, во самиот електронски документ се има информација кој го направил потпишувањето и од кого е издаден сертификатот, значи профилот на сертификатот веќе технички да не навлагам, од самиот сертификат се гледа кој го направил потпишувањето, од кого е издаден сертификатот и период на валидност на сертификатот од 1, 2 и 3 години. Низ прашањата кога ги погледнавме, видовме некои од прашањата дали може сертификатот да биде издаден на повеќе од 3 години. Технички тоа е можно, меѓутоа практично не е добро сертификатите да се издаваат на подолг период, заради тоа што исто технички постојат промени во технологијата и техниката при издавањето на сертификатите, кои ние како даватели на доверлива услуга сме обврзани да ги следиме и поради тоа сме се одлучиле да имаме можност сертификатот да се издаде на 1, на 2 или на 3 години. Секое издавање, обнова на сертификат, практично значи ново издавање на сертификат, што значи сертификатот добива нов сериски број. Ова заборавив да ви го кажам, дека во рамките на самиот сертификат има сериски број, кој што е единствен во рамките кај издавачот за тој квалификуван сертификат. Доколку се погледне на нашата страна, конкретно за вашите потреби, до сега вие сте користеле VerbaSign сертификати издадени на токен и VerbaSign Pro со податоци од компанијата кои што се издадени исто сертификати на USB токен. Ваквите сертификати се нарекуваат квалификувани сертификати за електронски потпис. Што друго ние како даватели на доверливи услуги нудиме? Нудиме и квалификувани сертификати за електронски печат. Значи и овие сертификати се замена, да речам, правно изедначени со компанискиот печат. Зошто? Заради тоа што во рамките во профилот на овој сертификат не се содржат податоци за физичкото лице, се содржат податоци за компанијата, а ние како издавачи на ваков тип на сертификати сме должни да ги провериме податоците за компанијата. Што значи, сите документи кои што се потпишани со ваков сертификат, гарантираат валидноста на документот преку со подписот кој што е ставен на документот, заради тоа што тоа го гарантира фирмата со која што на чие, да речем, име е издаден овој тип на сертификат. Овој тип на сертификат е исклучиво поврзан со компанијата и тоа е идеален за автоматизирано потпишување на документи. Доколку имаме поголем број на документи, сакаме да ги потпишуваме со ваков тип на сертификат. Овој сертификат не го заменува своерачниот потпис, значи своерачниот потпис го заменуваат квалификуваните сертификати за електронски потпис, каде што се содржани податоците за физичкото лице, односно каде што сертификат кој што е издаден на физичко лице и за тоа има внатре податоци во самиот профил на сертификатот. Разликата помеѓу нив, направивме еден слайд помеѓу потпис и печат. Да, сертификат за електронски потпис, податоци за физичкото лице, одговорноста е лична на тој што потпишува, значи имате рака и пенкало за потпишување и во моментот на внесување на пинот вие давате изричита намера дека сакате да го потпишете документот. Додека печатот содржи податоци за правното лице,
одговорноста за чување и користење на овој сертификат е на самата компанија и е многу погоден за автоматизиран начин на работа кога треба поголем обем на документи да се потпишуваат. Само да споменам, овие типови квалификувани сертификати за електронски печат на нашата страна се VerbaSeal сертификати. VerbaSeal сертификатите исто така може да бидат издадени и преземени во браузерите на компјутерите и потоа сместени на одредено место од каде што се користат од страна на компанијата. Може исто така да бидат издадени и на токен, па да има одредено лице, не овластување, туку можност да го користи. Секако и овластувањето за начинот на користењето на сертификатите треба интерно да се уредува внатре во компаниите, доколку се користи ваков VerbaSeal сертификат. Додека препорачливо е за квалификуваните сертификати секој лице, физичко лице да си има на лично за себе издаден таков квалификуван сертификат и таму каде што има овластување за работа, дали како лице кое представува компанијата, да го користи својот сертификат. Сме имали ситуација каде што се поземуваат сертификати од колеги едни на други, што не е добра пракса, заради тоа што вака потпишани електронски документи, тие имаат правна валидност како оригинален документ и се вештачат така во електронска форма и треба лицето кое што го потпишало документот да знае што потпишало и има одговорност за податоците кои што се во документот, а се потпишани електронски. Кога сме кај правна валидност, и ова сакав да го споменам, а имаше и доста од прашањата ваши, дали електронски потпишан документ со квалификуван сертификат се смета за оригинален документ. Да, одговорот е да. Вака електронски потпишан документ со квалификуван сертификат е оригинален документ. Тој се гледа и се анализира во електронска форма, го чувате во електронска форма. Вака направени електронски документи, доколку се отпечатат и ги имаме на хартија, тоа значи дека ние имаме копија од тој документ, го немаме оригиналниот документ. Аналогно на тоа како работиме денес на хартијата, да речеме, и потпишеме своерачно со пенкало и потоа направиме скен од тоа и го имаме од тој документ и го имаме во електронска форма, тоа не е копија. Меѓутоа, доколку целиот процес го сработиме електронски, го направиме документот, PDF, го потпишеме документот во електронска форма, тој треба да се чува во електронска форма и тоа е оригиналниот документ кој што треба да се вештачи и да се гледа или да се приложи во оригинална форма некаде и тоа е изедначен со аналогно на тоа како работиме денеска со хартија. Се што се работи електронски и се потпишува електронски се смета и се гледа во електронска форма и се смета за тоа дека е правно валидно. Се што се работи на хартија треба целиот процес да се заврши, да се сработи на хартија и така се рачуна тоа, се смета за автентично и оригинален документ. Не може да се мешаат, зборот ми е, не може да се мешаат процесите, пола да работам во електронска форма, а да ги чувам во хартија, затоа што нема потреба. Бидејќи тоа чување на хартија на електронски потпишани документи е исто како да чувате копија од документите. Кога може да се оспори еден документ потпишан? Доколку е компрометиран пинот, значи токенот е во нечија друга, некој друго користи вашиот токен и го знае пинот, во тој случај може да се оспори да речем не потпишувањето, туку валидноста на документот има спор. Доколку сте потпишале со истечен сертификат, односно бидејќи сертификатот важи од 1 до 3 години, можност за потпишување ќе ви даде и самата апликација каде што го користите сертификатот и потпишувате,
треба да ја направи таа проверка дали сертификатот е валиден или не. Меѓутоа, ако потпишувате PDF документ, пак на ваша страна е вие да проверите и да направите проверка дали потпишувате со точниот сертификат, односно сертификатот кој што е квалификуван и издаден од КИПС, и дали валидноста на сертификатот е добра. Ние како компанија се трудиме месец дена пред истекот на сертификатите да ги информираме нашите клиенти, месец дена, 30 дена пред истекот на сертификатот и 7 дена пред истекот на сертификатот, и во рамките на пораката која што ја испраќаме до нашите клиенти, опишана е постапката која што треба да се заврши за да се издаде нов сертификат. Што значи порака од нас за потсетување ќе добиете сигурно, меѓутоа некогаш во компјутерот може да имате и некој друг тип на сертификат и да се пробајте, мислам, да потпишете со некаков сертификат кој што не е издаден од КИПС, затоа апелирам да се прават проверките пред потпишувањето, дали се потпишува со точниот сертификат со кој што треба да потпишете. Сега, идејата за која што се собравме тука и сакавме да одржиме оваа работилница е фактурата што реално ни ја најавија од страната на Управа за јавни приходи. Она што и вам ви е познато, а и нас, дека официјалниот датум за старт во продукција не е дефиниран. Едно од прашањата кои што ние како КИПС не учествуваме, сакам да кажам, во овој проект. Консултирани сме во рамките на тоа кои сертификати да се користат, кој тип на сертификати да се користат и како да се проверуваат сертификатите на страната на порталот на Управа за јавни приходи. И соработката е исклучително на високо ниво, сакам да кажам, со колегите од Управа за јавни приходи, така да во она што сега знаеме е дека ќе се користат постоечките сертификати кои што сега ги имате, а тоа се сертификатите за електронски потпис. И треба да тој што ќе сака да користи и да работи на системот на e-фактура треба да има квалификуван сертификат за електронски потпис. Сигурни сме дека ќе има транзицијски период, нема веднаш и се да се премине целата работа да биде со електронски фактури, меѓутоа не можеме пак да го потврдиме тоа со сигурност. И важно во моментов сега што сакаме да апелираме и да кажеме дека со примената на e-фактура не значи дека ќе има помалку работа, барем на почетокот. Зошто? Заради тоа што овој процесни период на пуштање на оваа нова можност и адаптирање и примена од наша страна на сите е време кое што треба да го инвестираме сите и да го прифатиме новиот начин на работа, да го осознаеме и да придонесеме сите секој на свој начин за да овој проект се испегла и функционира на начин на кој што е очекувано и ќе ни даде на сите позитивни бенефити од неговото користење. Значи, како прашања кои што можам да ги одговорам, а се поврзани за овој проект е дека сертификатите на КИПС кои што до сега ги користевте важат и ќе можат да се користат при при започнување на проектот на e-фактура. Пред да ја најавам колешката Исидора, која што практично ќе почне да ги објаснува прашањата и да ги анализираме проблемите со кои што вие до сега се соочувате при користење на сертификатите кај засегнатите страни, како што се Управа за јавни приходи, Централен регистар, Царина и така натаму, би сакала да кратко само еден осврт на нашата веб страна да дадам, да ја разгледаме и да ја појаснам во процесот на добивање на сертификат. Секунда само.
Маја, дали го ја гледаме страната, пошто некако од два компјутери работам и... Уште не. Секунда само. Презентацијата ја гледам. Да. Еве сега. Еве ја, го ретекат. Да. Значи, ова е нашата страна. Најпродаван сертификат наш во моментов е и на предната страна на KIPS. Тоа е VerbaSign Pro PKI токен сертификатот. Во делот за сертификати може да ги видите VerbaSign, како што кажав, квалификувани сертификати за електронски подпис и VerbaSeal, квалификувани сертификати за електронски печат. Кога ќе одиме на страната за VerbaSign сертификатите, имаме поделба на физички лица и на правни лица. Ова на правни лица се мисли дека во делот сертификатот се содржани податоци и за правното лице. Најчесто користени од ваша страна се овој VerbaSign PKI токен. Доколку одиме на повеќе детали овде на овој VerbaSign PKI токен, ќе видиме дека внатре во содржината на сертификатот секој сертификат има имейл адреса. Содржани се податоци за физичкото лице, име, презиме, држава и период на валидност на сертификат. Обично сертификатите се обновуваат, односно значи се издава нов сертификат кој се запишува на веќе постоечкиот токен кој клиентот го има од претходната година кога му бил издаден сертификатот. Се потврдува идентитетот на лицето на кој што се издава сертификатот и постапката за издавањето на сертификатот се врши во рамките на нашата канцеларија, се запишува сертификатот во токенот. Она што е дополнително како процедура која што треба да ја заврши клиентот на негова страна е да инсталира драйвер кој што ќе овозможи исчитување на тој сертификат во браузерот на прелистувачот од таму од каде што ќе треба да се најави клиентот на некој портал на засегнатата страна. Или да потпише некаков PDF документ, потребно е да се исчита во браузерот во прелистувачот сертификатот. Додека сертификатите за електронски печат, тие се овдека на нашата страна и практично имаме VerbaSeal Advanced сертификат. Овде, како што може да забележите, се имейл адресата на компанијата, називот на правното лице, матичниот број, даночниот број, државата во каде што е компанијата и каде се чува сертификатот, односно овие Advanced сертификати се издаваат и се преземаат во прелистувачот на компјутерите, додека VerbaSign PKI токен се издава и се презема веднаш на токенот, од таму не може да се извади сертификатот и за да се користи потребно е да се прикаже пин. Заборев само да ви кажам дека во сертификатите, ова за правни лица се просертификатите. Овде покрај податокот на физичкото лице се содржани податоците за правното лице, назив на правно лице, матичен број, даночен број, држава и така натаму. Во однос на e-фактура, кај управата за јавни приходи може да се користат и VerbaSign Pro PKI токен и VerbaSign сертификатите. И едните и другите се прифатливи за управата за во управа за јавни приходи за оваа намена за e-фактура. Јас сега би преминала и би ја најавила колешката Исидора, која што практично ќе зборува за досегашното искуство со нашите сертификати, каде најмногу сме почувствувале ние притисок од аспект на тоа кога граѓаните, односно бизнес секторот не може да си ја заврши работата кај засегнатите страни, управа за јавни приходи или некоја друга засегната страна, какви проблеми, познати проблеми со кои што се соочувате вие. Јасно ми е дека веб страната etax од која што е порталот во управа за јавни приходи etax е старија од 2012 година и не подложи на никакви промени таму и тоа е болната точка со која што се соочувате сите вие
па и ние заедно со вас, заради тоа што вие сте сите наши клиенти, колку што видов имате сите сертификати од КИПС, и пробуваме да ви помогнеме, затоа што ја разбираме потребата кога треба да се направи нешто и да се заврши работата, не едноставно во безизлазна ситуација се наоѓате, и на наша страна имаме организирано тим и колеги кои што вложуваат максимум за да излезат во пресрет и да одговорат на сите ваши прашања. Пак ќе отвориме неколку теми и дискусии со колешката Исидора, технички нешто ќе појасниме и тука сме да ги одговориме сите прашања. Јас сум тука во текот на целава презентација и исто така ќе можам да одговорам на прашања доколку ги имате и ги оставите во делот за прашања. Благодарам и поздрав од мене. Фала, Кате, пред да почне Исидора, само уште еднаш добиваме некои прашања во чет, ќе ги земеме и ние во предвид, но секако останува опцијата сите прашања да ги поставите во Q&A табот, веднаш до четот, и ќе ги земеме во предвид. Но и ова што е во чет, ево ред, еве веќе колешката Исидора и одговори на нешто, така што повелете со прашања. Повели Исидора. Благодарам, колешки. Здраво на сите. Поздрав и од мене и благодарам за учеството на оваа работилница што организиравме за практична примена на сертификатите за електронски подпис, електронски печат кои што ги издава КИПС. Да, имаше едно прашање веќе во четот, не во Q&A делот, во четот беше поставено, меѓутоа го одговорив, кој сака може да го погледне одговорот, меѓутоа може и повторно да се отвори како дискусија после презентацијата. Сега ќе ја споделам јас презентацијата. Претпоставам дека го гледате екранот. Да. Супер, во ред, благодарам. Ете така, значи од одговорите што ги добивме од ваша страна при анкетата што беше направена, со кои проблеми најчесто се соочувате во пракса при користење на сертификатите од КИПС на PKI токен, голем дел од вас, а и од досегашното искуство што го имаме од прашања од странки, значи пријавување на технички проблеми и така натаму, значи доста често при користење на сертификатите во некој од апликациите од засегнатите страни, знае да се појави пораката од типот подписот не е ваш. Извини, Исидора, имаме овдека, извинете, не се слуша коментар. Вие ме слушате? Јас те слушам, да. Се слуша добро. Добро, сигурно е изолиран случај. Може некој случај, нека проверат, уклучи исклучи, ако нема проблем. Значи, при подпишување во апликациите од засегнатите страни, многу често може да се појави пораката од типот подписот не е ваш или пак производителот не е поддржан. Исто така, понекогаш потребни ви се 3, 4, па дури 5 обиди последователно за внесување на пинот, односно обид за подпишување со цел успешно да подпишете во некоја апликација. Сигурно поголем дел од вас имат сретнато со овој тип на проблеми, или пак прашањето зошто од еден компјутер можам да поднесам, односно да подпишам во апликација, а од друг компјутер имам проблеми и не можам да подпишам. Одговорот е дека не е проблем кој што се однесува на самиот сертификат кој што е издаден од КИПС. Значи сертификатот ако е добро, ако е правилно издаден, ако добро се исчитува на самиот токен, доколку подпишувате обичен PDF документ со овој сертификат, тогаш дефинитивно не е до сертификатот, туку станува збор од страна на апликацијата на засегнатата страна. Значи, секој од овие апликации имаат некои посебни побарувања, како што се различни верзии на Java, различни подесувања на пребарувачот и така натаму, кои што треба да се направат за да можете успешно да подпишете. Односно, сите апликации се посебно правени и бараат посебни подесувања, односно не се сите усогласени со современите технологии.
Кои се најдобри практики за користење на сертификатите? Значи, најпрво да имате еден компјутер, односно една работна станица од кај што ќе го правите подпишувањето, да кажам. И пример на таа работна станица да имате една верзија на Java која што бара апликацијата, за да може да подпишете. И при тоа да спречите апдејти на Java-та, што значи дека доколку Java-та ви се апдейтира, можеби веројатно и нема да можете да подпишете во апликацијата. Исто така треба да правите дистинкција помеѓу тест околина и продукција на самата апликација. И исто така при подпишувањето, односно користење на сертификатите во овие апликации, да избегнете ажурирање на оперативниот систем во овој период. Практични совети што би ги дале за при користење на сертификатите е, значи, пинот кој што ќе го добиете, кој што е врзан со вашиот сертификат, е податок кој што треба да го зачувате за себе. Значи, овој пин не треба да го споделувате со други лица со цел да не дојде до некоја злоупотреба на сертификатот и подпишување со истиот. Како што реков, треба да користите ист браузер за подпишување во конкретни апликации. Пример, една апликација може би да бара подпишување само во Mozilla и при тоа треба да го користите тој браузер за подпишување во таа конкретна апликација. Треба да спречите апдейтување на некои програми, пример Java и така натаму. Проверка на валидност на вашиот сертификат е доста битна, што значи дека доколку ви истече сертификатот, нема да може со истиот да подпишувате. Потоа, ако го обновите сертификатот, новиот сертификат да го ажурирате во самата апликација, за да може да подпишете со новиот сертификат. Што се однесува до техничка помош, секако дека може техничка помош да побарате. Како што објаснив, доколку станува збор за проблем со самото подпишување на сертификатот во некој обичен PDF документ, доколку не ви се исчитува токенот или самиот сертификат, во тој случај секако може да побарате помош кај нас во KIPS. Меѓутоа, доколку имате проблем со подпишување, односно користење на сертификатот во разни апликации на засегнатите страни, како што ги спомни колешката Катерина, значи УЈП, царина, централен регистар, катастар и така натаму, во тој случај најдобро да се обратите во техничката поддршка кај тие конкретни институции каде што го користите сертификатот. Тие секако имаат и значи разни прирачници, технички упатства за подесување за подпишување со овие сертификати. Меѓутоа, секако вакви етикети стигнуваат и кај нас на нашиот helpdesk, на нашата техничка поддршка и секако им излегуваме во пресред и на овие корисници. Секако од голема важност и некои вакви обуки, како денешнава што ги организираме со цел да ги сублимираме сите предизвици и сите проблеми со кои што се соочувате при користење на сертификатите. Пред да започнете со користење на сертификатите на ПК и токен, значи најпрво треба да се направи инсталација на посреднички софтвер, односно SafeNet Authentication Client. Станува збор за една едноставна инсталација за кој што имаме и посебно упатство на нашата веб страна, а сигурно го имате видено бидејќи ви стигнува во мејл пораката за одобрен сертификат. Значи, ова е целото упатство кое што може да го најдете на нашата веб страна и е прв предуслов за да може да го користите сертификатот на токен. Програмчето може да го симнете на еден од овие два линкови кои што ги има во упатството во зависност од верзијата на вашиот оперативен систем, дали е 32-битен или 64-битен оперативен систем. Се симнува фајлот, се активира, значи со едноставна апликација, со кликање на Next, се прави инсталација на посреднички софтвер на клиентот, пошто на крај ќе ви побара најверојатно и рестартирање на вашата работна станица и после рестартот, значи ќе може да направите проверка на самото исчитување на токенот. Тоа ми е прикажано на следниот слайд, значи може да ја проверите содржината на PKI токенот во инсталираниот клиент.
Тоа се прави со стрелката на таскбарот нагоре, се кликнува и ова малото С, иконата е всушност клиентот што е инсталиран и десен клик на него во Certificate Information може да видите кој сертификат е издаден на PKI токенот кој што ви е на вашата работна станица. Овој ми е значи мојот сертификат, еве ќе направам еден дупл клик на него. И ќе го отворам сертификатот и ќе можам да ги видам податоците за истиот, значи на кој физичко лице издаден, од кога до кога е валиден, потоа во details сите податоци за сертификатот и во certification пат можам да ги видам и издавачкиот и коренскиот сертификат, значи целиот ланец, односно целото стебло на ова PKI инфраструктура, да ја наречем. Еве ги посебно издавачкиот и коренскиот сертификат, со дупл клик можам да ги отворам и да ги прегледам и нив. Значи, по оваа направена проверка, можам да забележам дека правилно сум го инсталирала драйверот, дека се исчитува токенот, се исчитува сертификатот кој што е на токенот и дека добро е инсталиран сертификатот. Потоа можам да преминам кон потпишување на дали се PDF документи, дали е конкретно во некоја апликација односно за практична примена на сертификатот кој што ми е издаден на PKI токен. Исто така по проверка во SAC клиентот, како што видовме пред малку, можеме да го проверам и сертификатот во било кој од интернет пребарувачите, значи во Google Chrome на оваа патека. Ова се опишано и во упатството кај може да го проверите. Значи, на оваа патека во сертификати можете да го видите издадениот сертификат, исто и во Mozilla Firefox и во сите други пребарувачи може да видите дали се прикажува инсталираниот сертификат, бидејќи тој ќе треба да го користите во некој од апликациите кои што ги отварате преку некој од овие интернет пребарувачи. Засегнати страни, Кате веќе претходно спомна, значи на нашата веб страна имаме објавено една табела. Значи сите институции, еве ги од лева страна, ова се засегнатите страни. Потоа кои услуги ги нудат, односно кои апликации ги нудат и при тоа за истите тие апликации, кои сертификати, односно кои профили на сертификати кои ги издава КИПС, може да ги искористите за да завршите работа, условно кажано, односно да направите потпишување во соодветната апликација. Имајќи го во предвид, значи во зависност од тоа што ви треба, каде ви треба да направите потпишување, може да аплицирате и да ви се издаде соодветен профил на сертификат. И за крај би ги сублимирала на крај најчестите проблеми кои што може да ви се јават генерално при користење на сертификати на PKI токен. Значи најпрво што ви ја покажав и инсталација, односно проверката, пример да имате проблем со исчитување на токенот. Дали може да е некој проблем со драйверот, дали е избришан и така натаму, значи најпрво да проверите дали убаво се исчитува токенот на вашиот компјутер. Потоа пинот рековме дека треба да си го знаете само вие, да не го споделувате со други лица за поголема заштита и безбедност. Проблем тука може да биде, пример, заборавен пин, да го заборавите пинот, да ви се избрише мејлот со пинот кој што ви е претходно стигнат при самото издавање. И доколку 5 пати внесете погрешен пин, токенот ќе ви се блокира и нема да може да го користите, односно нема да може да потпишете со сертификатот кој што ви е на токен. И при тоа, веројатно, кај некој од вас има и случајно, ќе треба да го донесете кај нас или во некој од локалните регистрациони канцеларии за да ви го деблокираме истиот. Потоа проблем може да биде истечен или поништен сертификат, доколку сертификатот ви е истечен, нема да може да потпишете со него. Значи треба редовно да правите проверка и ако ви стигнува известување 37 дена пред истекување на сертификатот, на имејл ќе ви стигне потсетување дека сертификатот ви е во фаза во период на обнова и дека ќе треба да аплицирате за нов сертификат.
Исто така, може би сте се сретнале со not trusted, доколку, односно not valid, ако ви го прекажува сертификатот во некој PDF reader. Тоа е локално, значи во приказот на самиот PDF документ. Тоа е бидејќи издавачкиот и root сертификатот не ви се ставени како trusted certificates во вашиот PDF reader, па доколку ако ги ставите како trusted, претходно што ги видовме издавачкиот и коренскиот сертификат, и сертификатот на крајниот корисник ќе ви се појави во trusted, односно certificate is valid, ќе ви се прикаже. Потоа проблеми исто кои што може да се јават се компатибилноста со пребарувачот и софтверот, односно апликацијата каде што потпишувате. Значи, пример, пребарувачот да е конкретна некоја верзија, може и некоја постара верзија, да бидат потребни спречување на апдејти, да не се апдейтира самиот браузер и така натаму, како и конфликт на апликацијата со околината. Значи, некои апликации рековме дека се постари, значи бараат Java и тоа некои конкретни верзии на Java, подесување во пребарувачот, URL-от од порталот да се стави, не знам, експлицитно во trusted sites и така натаму. Значи, сите овие, да ги кажам, проблеми се верувам дека сте се соочиле бар еднаш со нив, ви се појавиле во вашето секојдневно работење. И меѓутоа, генерално целта на оваа презентација беше заеднички да ги сумираме овие проблеми кои што ви се појавуваат во вашето работење и да ви укажеме каде би можеле да побарате техничка помош, техничка поддршка, дали кај нас, дали кај засегнатите страни, со цел овие проблеми кои што секојдневно ги имате да бидат сведени на минимум, што ќе улесни и ќе зголеми ефективноста и на вашата работа. Благодарам за вниманието. Фала, Исидора. Благодарам сите. Благодарам и на двете за одличната презентација. Се надевам дека беше доволно практично за слушателите и одговоривме на најголем дел од прашањата и дилемите кои што ги имаат поврзани со овие доверливи услуги. Имаме некои прашања и во чет и во Q&A, така што ќе ве замолам, Кате, ако сакаш ти почни, веќе имаше одговор на некоја прашање од Q&A, ама да го повториме истото за сите слушатели, за сите присутни, а потоа Исидора ќе провериш ти во твојот дел дали имаме уште нешто исто така да се одговори. Добро, во ред. Видов едно прашање во однос на овластени сметководители, дали на правни лица, дали може да со нивниот електронски потпис би можело да потпишуваат на и e-фактури. Значи, ние по правило не би требало да ги даваме овие одговори. Овие одговори и начинот на кој го имаат решено овластувањето во процесот на изработка на e-фактура треба да биде даден од страна на Управа за јавни приходи. И ние исто во прашање го поставивме во Управа за јавни приходи и во принцип одговорот на прашањето да поедноставам беше како што е сега регулирано во другите платформи на Управа за јавни приходи, на тој начин ќе се регулираат и овластувањата во процесот на генерирање на e-фактури. Што значи сите што имаат квалификувани сертификати, практично може да потпишуваат електронски документи. Меѓутоа, овластувањата и дали компанијата овластениот сметководител, ако е овластен за други работи од компанијата, ќе може да потпишува електронски фактури. Тоа е работа која што треба да ви ја потврди Управа за јавни приходи. Нас ни ја потврдија дека може, меѓутоа ја охрабрувам уште еднаш да ги поставите овие прашања и во Управа за јавни приходи за да имаме за да имаме јасен одговор. Сепак тоа е нивна платформа и нова услуга која што, да речем, не услуга, туку и нов начин на вршење на работите во од страна на компаниите.
во рамки на овој проект. Да. Имаме има уште едно прашање еве во Q&A го гледам од Еркан. Сега баш го одговарам, ама еве усно ќе го напишам, ама еве усно за да се слушнеме сите. Не може да се издава сертификат од КИПС која нема да биде поврзана со Java, бидејќи има апликации кои бараат нова верзија на Java, додека други бараат стара верзија. Значи, ева баш почнав да пишувам, како што кажав и во презентацијата, значи издавањето на сертификати од КИПС од било кој профил не е никако поврзан со Java. Значи, Java бараат самите апликации каде што потпишувате со конкретните сертификати. Сега, тоа е побарување од самата апликација. Дали некоја апликација бара постара, понова верзија и така натаму, тоа се, да кажам, од самите засегнати страни. Значи, така им функционира, така им се направени апликациите, односно софтверот, да бараат Java и тоа конкретна верзија на Java. Тоа не е никако поврзано со самиот сертификат од КИПС. Имаме уште едно прашање, јас ќе го поставам, а вие бидете комотни, Кате или Сидора, кој ќе одговори. Дали може има тука во Q&A едно прашање, чиста ситуација. Конфликт на сертификати од различни издавачи на ист компјутер. Јас баш не го разбирам прашањево. Не знам дали се мисли кога ќе отворите издавачи веројатно. Издавач, некој друг издавач. Точно. Меѓутоа, може и самиот компјутер да издаде сертификат и кога ќе отидете во прелистувачот и да го проверите, Исидора, може ли практично да им покажеш во прелистувачот како се гледа сертификатот, за да им објасниме на каде се гледа издавачот, дека може во листата да има навистина повеќе издавачи. И ако може Билјана Саздова, ја замолувам да објасни на што конкретно мисли кога вели конфликт со цел по-прецизно да го одговориме прашањето. Сега ќе споделам за кратко. Да споделиме една ситуација каде што ќе имаме повеќе сертификати и сакав да ви покажам како уствари изгледа профилот на сертификатот, што податоци содржи тој профил на сертификат и исто така самите портали каде што го користите сертификатите може да ги користите за потпишување на документ и за автентицирање за да влезете во некој портал. Дел од кориснициве, не знам дали вие се соочувате мислам дали имате потреба да ги користите сертификатите за автентицирање. Обично тие портали го земаат серискиот број од сертификатот и тоа лице кое што се најавува со юзернейм и пасворд и серискиот број од сертификатот и во оваква ситуација тој се автентицира и влегува внатре во порталот за да може да се ги заврши другите работи. Сега, доколку во процесот на автентикација се исчита и се одбере друг сертификат кој што не е познат на порталот и не е пријавен на самиот портал, во тој случај нема да ве пушти да влезете. Исто е и со e-банкингот. Во e-банкингот, например, ако не се потпишуваат налози, ако се автентицирате и влегувате со сертификатот, ако служи за автентикација тој сертификат, значи самата банка во позадина ги има податоците од сертификатот, го има јавниот клуч од сертификатот, значи сериски број на сертификатот, кога е издаден сертификатот, валидноста на сертификатот и така натака. И ако во моментот кога се најавувате ви се исчита друг сертификат, ви се одбере друг сертификат, тогаш нормално е да не ве пушти да влезете на платформата на таму каде што се најавувате. Заради тоа што затоа што не се совпаѓаат податоците. Затоа што вие во моментот електронски кога се најавувате на порталот се идентификувате со сертификатот. Тоа е ваша лична карта во конкретно за да влезете на тој портал и понатаму да извршувате било каква работа. Конкретно во Управа за јавни приходи се користат за подпис, се подпишуваат пријавите или други типови на документи и таму се користат за подпис, не се користат за автентикација. Вие за автентикација користите вашиот юзернейм што е мејл и лозинка која што ви испраќа Управата за јавни приходи.
Да направиме дистинкција, ако во таа насока беше прашањето. Инаку, во однос на тоа може да покажеме, Исидора? Да, еве веднаш. Еве еден PDF документ. Не, мислев во браузерот да отвориш. Па да го потпишам, кате па ќе покажам. Да, еве овде еве се имате. тука избирам од листата на сертификати. Ово ми е мојот сертификат, го избирам. Ама имаше дула и други сертификати. Значи овде треба да се името е обрне на токен внимание. што ми е. Да. Еве го аплицираниот потпис и доколку отидам горе десно на signature панелот, што сакавме тука да видиме кате стеблото или? Да, тука сакавме да го видиме профилот на сертификатот, Добре. детали за сертификатот, во details и во subject еве на Исидора Мартиновска. Значи, ја кога ќе го отворам овој документ, гледам дека го потпишала Исидора. Гледам од кого е издаден сертификатот, може да issuer, кој е issuer, дека е KIPS, на KIPS сертификатот. Во деталите можам да видам. Исто така период на валидност може да видам од кога до кога е валиден сертификатот. Серискиот број на сертификатот, кој што е практично единствен во рамките на издавачите. Не може со ист сериски број да се издадат два сертификати, да речеме. Тоа е юник за секој сертификат. Видов уште едно прашање, тренав да го одговарам. Значи, Исидора, нема потреба да ги типкаме на ова, слободно. Добро. Да, Ќе ги искомуницираме туку вака, само да ги офатиме сите, да ги одговориме вака усно. Вака, значи, дали може KIPS да даде дигитален потпис без постоење токен, значи токенот да се изфрли како опција, дигиталниот сертификат да се достави на мејл. Значи вака, освен сертификати на токен, KIPS издава и сертификати од профил ADV, односно VerbaSign ADV и VerbaSign Pro ADV. Тие сертификати, откако ќе се одобрат, вие сами си ги презимате, значи на ваша страна. Тие не се издават на токен, туку во вашиот пребарувач, да кажам. И при тоа си ги користите и потпишувате со нив без токен. Меѓутоа, доколку сакате истите да ги користите во некоја апликација, на некоја засегната страна и така натаму, најпрво треба да се информирате, нели табелата што ви ја покажав, дали таа засегната страна, каде што сакате да го искористите ADV сертификатот за да потпишете електронски, дали овозможува потпишување со ваков профил на сертификат. И уште една да не многу, скочи го набавите, па не може. Значи, и уште една многу да важна работа. Уште една многу важна работа. Квалификуваните сертификати кои што се издаваат на токен, со нив се прави квалификуван електронски потпис. Самото внесување на пинот и потпишување на документот со внесување на пинот токенот, значи имаме гаранција дека сертификатот е инсталиран и генериран во токенот, приватниот клуч на сертификатот и потписот со кој што се прави со ваков тип на сертификат е квалификуван потпис. Барањето на Управа на јавни приходи е да се потпишуваат со квалификувани сертификати за електронски потпис. Додека сертификатите кои што се издаваат на браузер, тие може да се бекапираат, да се размножат и да се стават на повеќе компјутери и тешко се контролира кој се има пристап до нив и од таму верувам дека е и барањето на Управа за јавни приходи да се потпишува со вакви сертификати на токен. Бидејќи и токените
кои што ги издаваме ние се на листата во Министерство за дигитална трансформација запишани како квалификувано средство за електронски потпис и само на вакво средство може да се запише сертификат. Не може на било каков токен вие да ставите сертификат, заради тоа што тоа не е регистрирано. Овие пак стандарди се превземени од ЕИДАС регулативата, ЕЦИ стандардите се поврзани и тие во Европа се и од наша страна се прифатени и имплементирани. И ние како издавачи мора да ги почитуваме и стандардите и регулативата за да може да издаваме вакви квалификувани сертификати. Од друга страна, во проектите кои што ги изработува Управа за јавни приходи или Централен регистар или Биро за јавни набавки и останатите институции кои што се дел од вакви решенија кои што ја представуваат владата, па се консултираат со Министерството за дигитална трансформација во однос на тоа каков тип на сертификат може да се користи за одредена активност која што ја прават во институција, која што ја правиме ние сите како граѓани и фирми во институциите. Че ние како издавачи нудиме можности било каков тип на сертификат вие да си земете. Меѓутоа употребната негова вредност ја наметнува институцијата која што ја дава услугата кон вас како бизнис сектор или како граѓани. Јас имам сертификат, но дали на ист компјутер каде што го користам мојот сертификат може да се користат и други сертификати за електронско банкарство, но на фирма лични сертификати за две различни банки дали е можно. Значи нема проблем, јас користам повеќе сертификати од различни профили, пример на еден ист компјутер. Меѓутоа, освен ако некои тие дополнителните сертификати за не знам кое банкарство ги користите, доколку немаат некои други дополнителни барања или пак тие барања да се во, да кажам, колизија со овој постоечкот кај ги користите, нема да имате проблем. Може, обидете се, не би требало да е проблем да ги користите. Значи може повеќе сертификати, дали од исто од различен профил, истовремено да се користат на еден ист компјутер. И потоа има едно прашање кога ќе почне презентација за дигитален печат. Веќе се спомна Катерина Колишката во еден од слайдовите, ги спомна дури разликата од квалификуван сертификат за електронски потпис и квалификуван сертификат за електронски печат. Мислам дека тоа го поминавме, кажавме дека е за правно лице. Тука јас ќе додадам само во интерес на времето, а согласно со вашите претходни прашања, ја одредивме определено време за печат и одредено време за потпис, но доколку има потреба за повеќе детали и посебна презентација, јас го замолам господинот или господјата која што го имаше ова поставено да не контактира и ќе одржиме состанок директен, тет-а-тет, во кој што ќе поразговараме малку повеќе во детали околу дигиталниот печат. Така што само оставете ни контакт или барете не на нашите контакти што ќе ги шеруваме сега на крајот од презентацијата и ќе организираме посебна средба. BT Finance, мислам дека беше, пратете ни инфо или ќе ја најдеме вашата имейл адреса за контакт. Фала. И Дора, да не заборавиме само првичното прашање поврзано со архивирање на документите, да го покриеме и тоа. Сега да се навратам на него, тоа го одговорив, мислам дека во четот беше поставено. Во четот, да. Доколку дигитално потпишан документ треба да се архивира, во тој процес се оштетува самиот дигитален потпис. Дали постои нека техничка можност вака оштетен документ дигитално потпишан да се обнови? Значи, како што веќе одговорив на вашето прашање, Билјана, значи електронскиот потпис се нанесува како последна фаза на веќе конечен, одобрен, архивиран документ. Значи, тој документ е финален, одобрен, внесено архивското бројче на него и електронскиот потпис е како последна фаза што треба да се аплицира на самиот документ. Доколку било каква измена направите на самиот документ после аплицирање на електронскиот потпис, тој истиот ќе биде скршен, односно нема да е валиден. Тоа истото може да го видите и при значи во самиот приказ на потписот. Ќе се види дека имате дека направена одредена измена на самиот документ.
Еве, едно прашање само што стигна, ако може да повторите за e-фактура како проект од УЈП, како ќе се одрази употребата на дигитални потписи? Дали употребата на дигитален потпис од сметководителот, ако се користи за многу клиенти, дали ќе има ризик од злоупотреба на мојот потпис со прекопирање, скенирање и така натаму? Значи вака, јас ќе се навратам на тоа прашање. Вашиот потпис, значи, во однос на овластувањата, дали ќе имате овластување како сметководител да потпишувате за 1, за 5 или за 10 фирми, тоа прашање треба да ви го одговори Управа за јавни приходи. И вие треба да размислите во однос на дисперзирање на ризик, во однос на одговорностите кои што ги имате, заради тоа што секој документ кој што е потпишан со сертификат издаден на физичко лице, потписникот позади тој документ што стои има одговорност, заради тоа што се смета дека во моментот на потпишување, потпишан е со квалификуван сертификат, со внесување на пинот, потписникот бил свесен дека го потпишал документот и тој документ се смета за оригинален документ заради тоа што е потпишан со електронски, со квалификуван сертификат и ќе се гледа во електронска форма. Едно од прашањата беше дали може да се скенира тој вака практично, ако кажеме ние сега како слика, може да се земе и да се стави на фактура, тоа веројатно може да се направи. Меѓутоа, технологијата во процесот на потпишување со квалификувани сертификати е многу посложена. Зошто? Заради тоа што таа базира на криптографија и во светот постојат различни типови на потписи. Има едноставен потпис, има напреден потпис и има квалификуван потпис. Едноставен потпис значи само слика, своерачно потпишана, еве јас како Катерина своерачно ако се потпишам и таа слика ја имам како сликичка, ја ставам на документот, тоа нема правна важност, ништо не значи таа слика и тоа не е валиден документ. Додека напредните и квалификуваните потписи се креираат со сертификати. Сертификатите базираат на криптографија. Кога се издаваат сертификатите за електронско потпишување, за таа намена, на лицето или на компанијата на која што се издаваат, се земаат податоците од лицето од компанијата и во процесот на издавање на сертификат се генерира парна клуч. Тоа е математички клучеви со различна должина, се дефинира приватен и јавен клуч. Приватниот клуч го има само тој што го има токенот, односно тој на кој што е издаден сертификатот, ако зборуваме за сертификати на токени, односно квалификувани потписи. И јавниот клуч е јавно достапен. Ако сте приметиле во поставката кога купувате сертификат, има едно комбо боксче дали сакате да биде јавниот клуч од сертификатот достапен за и видлив со тоа што ако се согласите, тој може да биде и јавно достапен. Но приватниот клуч од сертификатот го има само тој на чие име е сертификатот, доколку е сертификатот издаден на токен. Додека и тоа е квалификуван електронски потпис. Со ваков сертификат се прават квалификувани и напредни потписи. И не може овој тип на потпис да се скенира, да се направи исечок, да се стави на некое друго место, односно не знам дали постојат такви машини и компјутери кои што можат такво нешто да направат. Не е тоа така едноставно. Затоа постојат и во светот вакви напредни потписи, квалификувани потписи кои базираат на сертификати и криптографија. Доколку не е украден токенот, не го знаат пинот и тој што потпишува не е така едноставно да се направи злоупотреба. Секако, свесноста на тие што имаат квалификувани сертификати, за таа цел се и овие обуки треба да бидат на високо ниво. Зошто? Заради тоа што вие вака, еве аналогно сега во физичкиот свет,
кога потпишувате некаков документ, го читате, свесно го потпишувате и обрнувате внимание на тоа. Исто така треба да се однесуваме и со сертификатите со кои што се креираат потписи. Треба свесни да сме што е значењето на ваков сертификат со кој што може да се креира квалификуван потпис и внимателно да го чуваме, да знаеме за кои компании работиме, да свесно да знаеме што потпишуваме и да сме свесни за одговорноста и која што ја имаме во овој процес. Така да, како што кажав, постојат различни типови на потписи. Генерално, нашиот закон ги обработува напредните потписи и квалификуваните потписи. Во нашиот закон и во ЕИДЕС регулативата не се ни спомнати вакви едноставни потписи со слика. Не заземаат тие никакво место. И ако сте приметиле кога читате некакви услови или прифаќате нешто да ви доставуваат некаква реклама со чекбоксови кога штиклирате, тие се, да речам, или слика, кога имате скениран документ со слика, тие се едноставни потписи. Но ние како компанија КИПС работиме и законот ги покрива само напредните и квалификуваните потписи и сертификатите кои што се издаваат со цел да се генерираат вакви потписи. Значи, сертификатите се базираат на криптографија и не е едноставно така да се, мислам, нивната злоупотреба. И ние како даватели за тоа се регистрираме, имаме големи процедури и пропишани. Секоја година имаме одит од надвор кој што ни доаѓа во однос на издавањето на сертификатите и се сертифицираме за тоа, така што не е едноставен процесот и заради тоа има и многу малку компании кои што се регистрирани за да издаваат вакви доверливи услуги. Ги исцрпевме прашањата кои што беа за нас. Имаше неколку кои што се заујапат и ја оставиме тие за нека друга работилница. Ги ставив на екран мејл адресите на моите колешки Катерина и Исидора и секако јас сум тука за сите оние прашања што можеби подоцна ќе дојдат како рефлексија на оваа работилница, но и за било кои други прашања поврзани со другите услуги кои што КИПС ги нуди. Слободно обратете ни се прашање, коментар, состанок и така натаму. Состанокот со веќе имаме адреси за дигитален печат за состанокот кој што го спомнавме, така да тоа ќе го реализираме. Тука се и веб страните, посебно kipstrust.com, каде што ќе можете, или kipstrust.mk, каде што ќе можете да ги видите сите информации, дел од нив Катле веќе ви ги презентираше во текот на презентацијата. Ви благодарам уште еднаш за присуството, за вниманието. Му благодарам на Институтот за сметководители и овластени сметководители и посебно на Весна за поддршката и целокупната организација. И се надевам дека овој проект поврзан со e-фактура, но и сите наредни проекти врзани за дигитализација во секојдневното работење ќе помина добро, успешно и дека од ден на ден ќе работиме со современи дигитални алатки во овој свет кој што секако се движи во таа насока. Имајте убав ден и се слушаме и гледаме во следна прилика. Поздрав и од мене, се најдобро ви посакувам и тука сме за било што и да ви треба. Пријатно и од мене. Пријатно.